Цивил медија. Сите државни институции во време што остана за нас беа помало или повеќе компрометирани, корумпирани, партизирани и мислевме дека со тоа ќе заврши еднаш тоа. Очекувањата беа премногу големи дека таа практика на партизирање на државните институции, министерствата, агенциите, дирекциите и така натаму, и тоа времето што помина од промената на власта не ни дава основа да гледаме со оптимизам дека стварно може да очекуваме таа пракса да престане. Едно од најголемите разочарувања сакам да подвлечаме и антикорупцијската комисија или како точно ја вика Државна комисија за спречување на корупцијата. Тој нејзин крај на претходната комисија беше крајно неславен и дојде до ситуација да се поднесат оставка за разни глупости што ги правиле, а не ја работеле својата работа. И колку што знам, уште земат плата тие старите членови. Вика дека 10 месеци не сме имале комисија. Немавме комисија најмало 10 години за спречување на затоа што сведоци сме, тоа е констатирано и од странците дека ни еден случај коруптивен, 10 години, воопшто до сега не доби епилог. И тие иницијативи на таа комисија претходна, што ги покренува, се знаат законските надлежности, ги праќат до обвинителството. Дали тоа е обвинителството само виновно или перфидно, биле некои, сите се отфрлени. Ама може да се сомневаме дека и намерно биле процесуирани случаи кои се знаело дека нема да бидат процесуирани. Што значи, еден секретаријат тамо, стручна служба и членови на комисијата, претходната комисија, не знам колку имаше, може и 9 члена, ова сега 7, на инсистирање на некои партии, наместо 5 да има 7, не успеа да земат плати со години од државниот буџет што го полнат сиромашните граѓани на Македонија, а тие таму да изигруваат дека работат на антикорупцијската дејност во Македонија. Сум имал прилика еднаш 2014 пред да почнат бомбите, комисијата да се организира во хотел Holiday Inn една расправа за некоја анкета каква е перцепцијата на корупцијата, каде беа присутни и амбасадори странски. Па во тоа време се сеќавам, бев јас присутен како активист на невладината антикорупцијска Македонија, дека тој под паролот на ВМРО, тога е на внатрешник на ВМРО, излезе со фалење дека ние сме осудиле поранешен премиер. Стануваше збор тоа за осудувањето на Владо Бучковски. Јас бев присутен и му кажав пред сите, господине Котевски, ви тврдам дека, пазите, 14-та пред да почнат бомбите, и овој премиер денеше, рекол, Никола Груевски, ќе биде осуден кога ќе биде поранешен.
остана тоа така. Се враќам на стартот на новата комисија, од која помпезно се најави дека имајќи предвид начинот како ќе биде избрана, дека ќе бидат анкетирани јавно една комисија составена од пратеници на одделни партии, не случајно подвлекувам партии, jer самите тие пратеници што нив ги анкетира и ги прогласија дека се добри, вклучувајќи ја тука и председателката, и јас, и сите се надеваме се уште делумно дека нешто ќе се промени во дејноста на таа комисија. Паралелно со нивниот почеток на работа се случи овој скандалот, дрскиот скандал на непотизмот во актуелната гарнитура на функционери, министри и други државни функционери, и мислевме, и јас тоа го се надевам, дека ова ќе се искористи, ова комисија, овој случај веднаш, брзо, ќе делува и ќе биде она што ние сакаме, независна, и ќе ги земе, да ги разгледа и да преземе, да предложи мерки против функционерите, министрите кои почнале не само да ги вработуваат како нови, него и да ги преместуваат од помалу платени или не помалу платени, него од приватниот сектор да ги вработат во елеми во МЕПСа. Јас сум работил 27 години во електростопанство, денес на Елем. Точно е тоа дека е таму премногу комотно да се работи, затоа што прво нема многу работа, тоа е дејноста производство на лична енергија, премногу е автоматизирана, да некој има потреба да вложи големи физички или умни напори. Тоа се сигурни компании, кои иако се приватизира, СМС, таму има дупло повеќе вработени него што треба, тоа е уште од кога дојде на власт ВМРО 99-та, на пика 1000 луѓе таму, нормално дека може да се најдат и стручни луѓе за. И тие отидоа токму таму да ги вработат и сега што слушаме од комисијата, од председателката и синека, пред 2 дена на интервју за Радио Слободна Европа и синојка во телевизија ЕД. Приоритетите нези. Прво, наместо да се фатат актуелните и веднаш да одат на одговорност за тоа што непотизам практикувале, таа излезе и најави сега ние ќе земеме и ќе ги разгледуваме од 2015. Мислам дека тоа е перфидно направено од председателката, да се релативизира и да се заборави. И дека ќе испитуваме. Што она има да испитува кога? По дефиниција од енциклопедија. Непотизам е кога се фаворизираат, се вработуваат и на било кој друг начин функционерите државни своите блиски. Не само своите блиски, вика и познајниците. И плюс да се додава во дефиницијата при непотизмот воопшто не е битно личните особини на кандидатите, пример, нивните стручни и способности, нивните квалификации. Никој да не конкурирал на тој конкурс, апсолутно не е битно. Битно е функционерот да не вработува свој близок роднина во државна администрација, се додека во таа позиција се наоѓа.
таа сега ни држи предавање дека и што е пред незините приоритети. Прво што беше, ни објаснуваше некоја дека ќе испита вработувањето на ќерката на претседателот на собранието, чиј Баџанак е член на антикорупцијската комисија и подпредседател нејзин. Па тој дори најавил дека кога ќе биде одлучувано за тој случај, он нема да биде присутен. Па таа финта и до сега ние ја слушаме. Сегде и до сега, не е ништо ново. И дека она сега испитува како е примена, кој конкурирал, кои се другите кандидати, дали имало и кои услови ги имале и така натаму. Тоа е замајување на јавноста, ако не е тотално незнаење, што не верувам. Второ, заборави сега да спомне што прави со непотизм, другите случаи на непотизам, и дури наведува дека утврдиле два друга случаи кои едната опште не била никогаш вработена. За тоа ли беше потребно на телефон да прашува дали е вработена или не, и точка, како испитување. Или она други случај која била вработена порано, пред да роднината, тоа претеничка или некоја да стане. Овие два случаја таа сака пред медиумите да се афирмира дека нешто почна да работи. И плюс, уште по нејасно и абсурдно, да сега ни најави помпезно дека многу се зафатени затоа што сега ќе испитувале дали државните службеници ќе бидат ангажирани во текот на работно време во предизборна активност на изборите за председател на државата. Па во државната администрација знаеме дека има колку 130.000 луѓе. Како таа, зошто има потреба со 7 души или со комисија, со што, како може да ги покрие тие евентуални злоупотреби на работното време? А болен сум, ќе земе кај докторите боледување и ќе си работи. Тоа ли е тоа толку сега страшно, а да не го спомне фактот што се кажа кога настапија после изборите, дека наследиле 1000 предмети од порано корупција, кои на разни начини ги добивале, легално, нормално, по допрен глас и така натаму. Наместо да се зафати јавноста, да ја охрабри, дека желе да разгледат некој покрупен случај каде имало злоупотреба на пари, а ние гледаме што се правила. И сега најнови наоди и од Америка, и од Европа, викаме Македонија, сега на Балканот на последно место. Сега со најновите состојби со корупција. Она сега излага уште и тоа да се фали дека ете почнала нешто да работи, као да јавноста многу е битно дали некој ќе се прошверси, па во текот на работно време ќе оди. Ти нема друга работа и ќе оди. Дали е ангажиран, како ќе се ангажира? Господјата го читали закон. Има закон каде не смее некој да биде отсутен од работа. И точка. Од каде таа однапред чувари ќе носи по службениците. 7 души. Па ако еден се бави со тоа, што прават другите 6? И така натаму, затоа сакав уште ја пред некои работи ги напишав, беа изнесени на Facebook, па и другите портали ги зедоа и ги објавија. И ако е веќе така, јас јавно сакам дека ова се што го зборувам, бидејќи имам искуство во борбата против корупцијата, и второ,
Јас сум бил, еве случајно биографијата ми е таква, скоро цел живот надлежен и чувар на пари јавни и државни. И во јавно предпријатие, и во држава, и во агенции. Не може да бидат убедливи. Оние што многу вербално се против корупцијата, тие што немале прилика да станат коруптивни. Затоа многумина од нив зборуваат за тоа. Криво им е што не се во состојба и тие тоа да го прават. Сваѓаме меѓу оние кои имале прилика да бидат корумпирани и не се станат. Civil Media